Благодарам. Колешке Дафина, јас ќе почнам со предлог законот за употреба на јазиците член 1 став 1. Најпрвин ќе прочитам она што е клучно. На целата територија во Република Македонија и незините меѓународни односи службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо. Вели службен, неофицијален. Став 2. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, албански јазик, исто така е службен јазик и неговото писмо согласно овој закон. И клучниот став 3. Во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии и правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закони и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо е јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо на начин определен со овој закон. Она што мене ме загрижува, колешке Дафина, е ова последното на начин определен со овој закон, каде што и претходно спомнав како ќе биде толкувањето и имплементацијата на овој закон, ќе видиме во иднина. Понатаму, колешки, истакнавте дека како никаде во Македонија на друго место не се почитуваат правата на етничките заедници, на македонците во соседните земји. Еве, јас ќе дадам една паралела, и тоа е инспирирана од трудот на колешката Фросина Ташевска-Ременска, за која што за време на режимот доби 11 октомвриска награда. Ќе почнам со нејзини цитати. Трудот се вика "Македонското национално малцинство во соседните земји современи состојби". Вака, страна 326. 4 македонски организации во Албанија, Мир, Братство, МЕТ и Преспа, го бойкотираа пописот на населението во 2001 година во знак на протест, бидејќи на пописниот лист немаше опција македонец за изјаснување според национална припадност. Ете како се третираат македонците во Албанија. Страна 327. Советодавниот комитет во врска со статистичките податоци за бројот на припадниците на националните малцинства изразува голема загриженост поради недостаток на статистички информации кои се однесуваат на малцинствата. Советодавниот комитет исто така забележува драстична разлика на статистичките податоци. 2% од вкупното население според владини извори и над 20% од вкупното население според други извори. Комитетот забележува дека во пописните образци во 2001 година не е предвиден простор за национално определување на граѓаните. Еве како колешката Фросина тоа експлицитно го објаснува како не се третираат правата на македонците во Албанија. Ова е само во контекст на тоа за репроцитетот на малцинствата и практичните односи во Македонија и во Албанија и неможноста да последниве 15 години утврдиме колкав е бројот на припадниците на албанското малцинство кои живеат во Република Македонија, а што има влијание врз креирање на овие политики кои СДС ги наметнува. Благодарам.